Почитувани сограѓани, се користи ли универзална сала како установа за обезбедување на техничка опрема, лед екрани, бини, озвучување и осветлување за потребите на Петра Шилегов и СДСМ за престојните локални избори? Дали со парите на Скопјани се плаќа и ќе се плаќа кампањата за втор мандат на Шилегов? Имено, на 1 јуни заврши јавната набавка спроведена од универзална сала за избор на понудувач за организирање и изнаемување на техничка опрема за осветлување и озвучување на настани со капацитет, внимавајте, од 1500, 3000, 8000 и 20.000 луѓе. Практично, Скопјани плаќаме услуга која нема да може да ја искористиме поради протоколите за организирање настани на отворено. Нема да биде возможно толку голем број на луѓе да се соберат на едно место во услови на пандемија. Министерот за здравство Венко Филипче пред неколку дена изјави дека можеби летово Комисијата за заразни болести и владата ќе дозволат настани со бројност до 1000 луѓе. За бројка поголема од оваа, се уште би важела забраната и е неизвестно дали и кога ќе се укине. Па од тука логично се поставува прашањето: дали за настани на кои можеби ќе може да присуствуваат најмногу 1000 луѓе, ако владата го одобри тоа, ќе се фактурира сценска опрема минимум за 1500 или за 3000 или за 20.000 луѓе. Само за споредба, минатата година на Скопјан Плакт во Камник беше организиран настан со целосна сценска опрема за публика од само околу 50 луѓе. А оваа година, на 25 јуни, истиот настан ќе се одржи на кровот на Сити Мол, ако владата дозволи, за максимум 1000 луѓе. Би сакала да напоменам дека препораката на владата да се поддржат и ангажираат домашни музичари, како да не важи за универзалната сала, па тие за настанот ангажирале 3 групи, од кои само 2 се македонски. Драги мои скопјани, очигледно е дека набавката на универзална сала за сценско-технички услуги за 1500, 3000, 8000 и 20.000 луѓе не може да се реализира оваа година. А ако таквата набавка биде платена и искористена за настан за помалку од 1000 луѓе, тогаш логично се поставува прашањето дали и како ќе се користи услугата која е преплатена. И дали со оваа јавна набавка Шилегов всушност плаќа за сценско-техничка опрема за неговата кампања за престојните локални избори. Ќе се одлеваат ли илјадници евра за сценска техника за настани со малку луѓе и дали ова не е класична проневера на пари од страна на универзалната сала? Градоначалник Шилегов, вака ли ќе го барате гласот на Скопјани за втор мандат? Нашите пари ли ќе ги користите за партиски цели? 4 години работите на штета на Скопје и сега сакате Скопјани да ви ја плаќаат кампањата? На 100-метарска бина да се качите, со десетици лед екрани позади вас, со најмодерна ротирачка расвета и топ концертно озвучување, џабе ви е. 4 години со Шилегов и Заев, за Скопје и Скопјани се 4 години украден живот. Доста е. Ви благодарам.